Наш гостин во Слободен печат денеска е Богданка Кузевска, портпарол и член на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Добар ден. Добар ден, благодарам за покана. Колку што знаеме, вчера имавте извршен одбор, имаше соопштение од главните заклучоци. Можете ли да повторите нешто од тоа што расправавте, бидејќи бевте доста актуелни, од два аспекта, од внатре-партиски превирања и вашиот перманентен однос кон власта? Благодарам уште еднаш за поканата. Да, вчера извршниот одбор одржа редовна седница на која што се зборуваше и за актуелната политичка и економска состојба во државата. Се донесоа одлуки кои што секако прво ги засегаат граѓаните. Се дефинитивно се донесе одлука, односно се нотираше лошото владење на ВМРО-ДПМН, лошата економска состојба, загрозениот животен стандард на граѓаните и дека СДСМ ќе продолжи понатаму да се бори во интереси на граѓаните и на државата и дека она што сега го прави власта, трупање на долгови, никаква грижа за животниот стандард на граѓаните, како ние маратонски да речем проверки во супермаркетите за цените, за кои што треба да чекат уште еден месец, па уште еден месец, па уште еден месец, дека тоа е недозволиво и дека дефинитивно како единствена неконтролирана опозиција продолжуваме опозиционерски да делуваме со остри критики кон власта, секако и со предлози кои што се во насока на подобрување на животниот стандард на граѓаните. И секако се разговараше и за актуелната политичка ситуација во земјата, за внатрепартиските случувања за кои што исто така беа донесени одлуки и јавноста секако дека имаше можност да ги дознае преку соопштението кое што секако го доставивме и до јавноста. Добро, велите перманентно ќе продолжите со борба против ова лошо владење на оваа влада. Дали тоа СДСМ сама ќе го прави? Во која смисла сама? Дали ја преземате улогата на борец против власта како единствен субјект политички било каков? Дали тука не сметате дека има и други не СДСМовски чинители кои што подолго време во партијата, вон партијата се борат против оваа власт? Ние вчера опативме како да сакате на некој начин да ја приватизирате, морам да речем. Ние не би или субјективизирате. Жал ми е ако има таков печаток, но ние не сакаме да бидеме осамени во оваа борба. Па тоа правите обратно од тоа што го говорите. Не би се согласила, затоа што ние вчера ги повикавме сите поединци, сите и членови на партија, сите поранешни функционери, сегашни кои што можеби имаат различни ставови, сите идеите кои што се во насока за борба против ВМРО-ДПМН да ги изложат токму во партијата. Партијата е секогаш отворена, вратите на партијата се отворени и секој кој што сакал да сподели различно мислење и кој што имал идеи како да се бориме против оваа власт, која што дефинитивно е расипничка и гледаме до каде ги доведоа луѓето, во каква сиромаштија да живеат, се добре дојдени и биле добре дојдени. Добро, и уште еднаш упативме повик дека вратите се отворени и дека може секако да дојдат и да ги кажат своите идеи токму внатре во партијата, каде што е местото да се води дебата за СДСМ. Тоа е коректен однос, но тоа мисля че мој став е дека некако го правите многу доцна. Откако веќе излегува на површина неколку ситуации во кои што вие многу остро реагиравте и кон поранешни членови, групи, медиуми, аналитичари со речник кои што досега не сме го слушнале од Социјалдемократскиот сојуз, така да се справува со своји членови, своји луѓе. И приврзаници, и симпатизери. Добре. Дали сте слушнале од другата страна, да речем, сега така да ја наречам другата страна, да каже дека луѓето кои што се во секојдневна борба против ВМРО-ДПМН, дека работат со ВМРО-ДПМН. Партијата која што е опозицијска, најголемата опозицијска партија, која што секојдневно излегува со обелоденување на афери, на скандали, на тендери, на корупција, на грабеж на народот. Секојдневно им ги открива сите коруптивни работи на власта, дека соработува со ВМРО-ДПМН. Јас и тоа не сум го слушнала. И тоа е, се сложувам дека не е соодветно обвинување.
Затоа што барем јас немам никакви забелешки за тоа што СДСМ во соопштенијата, вашите излегувања на пресконференции, интервјуата на председател, дека се остра критика кон власта. Значи тоа е неспорно. Така. Меѓутоа, Богданка, ако го отворите, ќе замолам режијата, порталот СДСМ.орг МК, еве што ќе видиме. Погледнете. Може да скролат. Дали гледате друг човек, друга институција, освен Венко Филипче? Дали е ова СДСМ, кое што многу граѓани го знаат со децении назад? Ако вие формирате, доволно, мислам дека беше доволно, режија. Ако вие правите нова партија за нова генерација гласачи, тоа е сосема во ред. Значи сега почнува СДСМ од Венко Филипче. Вие не сте од вчера во СДСМ. Во СДСМ имало најмалку 10-20 луѓе препознатливи, кои што во секој момент доаѓале на медиуми, говореле и била препознатлива партијата. Каде се сега тие луѓе? Вака, ова сега што го покажавте, само да ви кажам дека се соопштенија од гостување на една од националните телевизии на председателот Венко Филипче вчера. И токму бидејќи таму се зборуваше за повеќе теми, не баш се од вчера, се зборуваше за повеќе теми, ги видов насловите за економија, за внатрепартиските случувања, еве, ова е корумпирана влада, кажано токму таму, пензионерите се украдени, нема пари за плати, субвенции и социјална помош, исто кажано во таа емисија и може да видите и по датумот дека овие се сакам да кажам дека ова што го кажувате, реториката која што не наликувала на СДСМ, за што имало забелешки, јас ви кажав дека ситуацијата и од другата страна исто така, значи не е нешто што е било вообичаено. Но она што е важно да се каже и треба да се знае, верувам дека вчера го слушнавте и председателот Венко Филипче. Сите луѓе кои што излегува јавно да кажуваат дека дека партијата не се движи во права насока, дека партијата не е отворена. Сето тоа беа тешко вака да се разберат зошто се така кажани, кога тоа не е вистина. Сите тие луѓе биле во партијата многу пати. Сите тие луѓе дошле и се разговарало, се додека тие престанале да разговараат. Зошто престанале Богданка да разговараат? Затоа што остава впечаток во јавноста дека барем по видите, ние сме новинари, не само што излегува таа платформа вчера, што упати забелешки, ние сме разговарали со други луѓе членови на СДСМ, кои што имаат забелешки, кои што ги кажувале на трибини, на конгрес и на вашите формални, кај што се бара реформа на статут, кај што се бара кадрски реформи. Значи, вие баравте одговорност веднаш по изборите и точно, Филипче наследи партијата во многу лоша ситуација, но тој побара вина во сите други, освен не во себе. Тоа е малку нелогично за... Видите, сме били... Значи го смени председателството. Така, сите во председателство беа сменети. Чекайте, вака се. И после ги врати истите луѓе назад. Вака, кои исти луѓе? Тие у председателство. Вака сега не. Значи, прво да ги видиме намерите и тајмингот кога се случува целата ова ситуација. Па да зборуваме и да видиме, јас уште еднаш ќе повторам, дека СДСМ, извршниот одбор на вчерашната седница, донесе одлука за отворен диалог во партијата. За секој кој што сака на вистина идеите да ги преточи во унапредување на партијата, борба против оваа власт, а не урнисување на партијата. Добро, до тие имале и претходно забелешки. Ајде да одиме и хронолошки. Чекайте, не, хронолошки, кога почнале тие забелешки? Хронолошки да одиме. Ние не знаеме, не сме во партијата сега, тоа слушаме дека постојано имало забелешки. Токму еве ќе ви го кажам. Председателот Венко Филипче е избран на легитимни избори внатрепартиски. Да. Единствено кој што, ете, и дури излезе информација која што постојано ние мораме, значи, да ги објаснуваме работите, односно да кажуваме дека не се вистина. Ајде да бидам и подиректна дека се лага. Дека електронски се гласа, како што го кажа ВМРО. Воопшто тоа не е вистина. Значи тоа е гласање само легитимација со картичките кои што ги имаат, преку лична карта секако, а после се гласа во кутии. Па воопшто дека не е спорен. Тогаш дел од луѓето кои што ги гледавме исто така беа кандидати, беа претенденти за тоа. Го спореа и тоа. И го доби, значи имаме легитимен председател, легитимно раководство кое што го избрал председателот.
Добро. Сега, Но не е само негова партијата, ме разбирате ама кој кажа рече нашите дека забелешки. од каде впечатокот дека некој Па затоа чувствува партијата затоа што дека се само справува како со негова? сите што имаат барем малку различно мислење. Ама јас ви Со спомнав нешто да аналитичари, не со го новинари, игнорираме па ви тоа. отворивте војна со сите медиуми. Да, везам- Па не е соодветно, вие немате ни еден медиум со сите што медиуми, ќе ве поддржува. Не е тоа со сите и со медиуми. новинари, со Не, апсолутно да не. ги именувам познати личности кои што Добро. цел живот се бореле за СДСМ, вие ги направивте од ремпере. Вака апсолутно не е вистина да Не е толку, вистина, значи предавници ако продава вечера за како беше тоа за вера за вечера, и сам такви синтагми. Вие со Бранко режаршистите дека не е СДСМ. Вие ги повторувате тезите на патот на Љупче Георгиевски дека не е основач на ВМРО. Тоа се исклучува сега. Не е во ред таква војна. Вие го делите гласачкото тело. Вие го делите. Не, апсолутно не се согласувам дека е така. Па кога ги обвинувате нив зад, нив стојат и некои гласачи, некои симпатизери. Нисколку процеси помина СДСМ и нисколку скандали кои што се случија и хорори кои што се случија, каде беа истите тие луѓе. Еве да го земеме случајот за Кочани. Каде беа со идеите да дојдат да кажат што и да ја помогнат на СДСМ? Ајде да ги земеме другите работи кои што ги прави. Каде се за овој грабеж кој што го прават на државата, каде се Каде да збори? Како каде да Каде збори? да Па збори? истите тие вие кажувате дека имат ли па и во партијата акцептирајте ги, па ќе ги каниме. и надвор. Па дајте и им надвор. дека говорат, Ама не знам се. видете како сега испадна дека сите може да ги најдат за да зборуваат. Па може затоа што во извршен и во централен Така. одбор нема ниве што ние го препознаваме. Не, Богданка. вака сега. Како да викнеме некој што не гледаме треба некаде да се делови од Јас, видете, ние се слушнавме после статусот кој што го напишав. И јас кажав дека нова раководство од самиот почеток не му се даде шанса. Ние ако одиме со тоа препознатливо, Кој не му даде шанса? Сега ајде да кажеме нека останат истите професори во средните училишта затоа што другите што ќе дојдат ќе бидат нови. И затоа што децата нема да им веруваат, односно родителите кои што учеле од другите професори треба да останат ли за секогаш таму, на истите позиции. Вака, промената треба да се доживее дека прво е здрава. Секој друг кој што зборува за седа коса, за бели влакна, треба да е тука. И на позиции, јас да ви кажам, на дел од нив им се понудени и позиции. Но ги зашто не ги одбиле. прифатија? Тоа го зборуваше и го кажуваше и председателот. Па јас не навлегувам во тоа, можете со нив тоа да го разговарате и да прашате, затоа што тие велат дека биле неслушнати и дека воопшто немало диалог. Со нив е разговарано. Ќе разговараме И со нив сега, сигурно. значи, од позиција, а зборуваме биде при тоа прозрачно. за Сега сте доброто вие на тука, партијата. затоа зборуваме Па зарем е за вас. важно за доброто на партијата каде е човек? Па еве, јас сум 7 година во партијата, како портпарол на партијата, не сум била никогаш во извршните тела се до денес. И ја требаше да си одам, требаше да зборувам од надвор. Или внатре да зборувам и внатре да ги работите да ги средуваме и внатре да се фокусираме токму на она што е најважно, тоа е борбата против ова расипничка власт. Затоа што да видиме колку теми, еве јас ви реков тајмингот, колку теми поминуваат сега на ВМРО ДПМН, а ние зборуваме за СДСМ. Дебатата за се што се случува во СДСМ, местото и е внатре. И на никого не му била затворена вратата. И вчера извршниот одбор токму тоа и го нотираше, еве и со соопштение за јавноста. Дека да, треба да се зборува внатре во партијата и ги повикуваме заедно во борбата против ДПМН. Затоа што... Како ги повикуваме? Што треба да направат тие? За заедно да се борат. Ама видете, имавме ние еден конгрес. Ако тие ви забележувале дека нема реформи доволно, значи еднаш ќе ви укажале на тоа. На 6 јуни. Ако не сте ги направиле тие реформи, тие молчеле досега затоа што не сакале да направат штета на партијата. Не, апсолутно. А сега прават добро на партијата. Извинете. Ама вие бевте поошти. Добро, може да ве прашам. Јас нешто. Значи вие како направите чистка, добро, вие не, апсолутно не. Не е вистина. Која критика кон власта ја слушнавте од нив овие денови? Овие денови? Да. Откако се во јавност, еве зборуваме без да ги именуваме. Која критика кон власта? Јас слушнав ваква. А што ќе кажете вие против власта? Тој вика, еве ветија борба против корупцијата немате испорачано. Па ова власт мириса, труе на корупција, дефиниција стана за корупција и за грабеж. Не испорачала во борбата против корупцијата, што да се апсат сами себе. Значи, друго, имаме од другата страна едно такво подценувачко и понижувачко однесување. Кажувајќи за младите луѓе, носачи на плакати. Некој што ги носел моите плакати,
Беше зборот. Што сака да каже? Па тие младите, зарем стварно треба да чекаат, ние сега еве што сме во извршниот одбор, на вистина многу да остареме, многу, за да дојдат? Значи, тука треба да се препознава и капацитетот на луѓето и со младите треба да се работи без да при тоа да бидат понижувани. Ако некој носел плакати, ги носел плакатите токму на тој човек и тој треба да биде благодарен за тоа, затоа што така го виделе, дека постои, дека го има, за кого треба да гласаат, кој број треба да го заокружат, токму ради тие млади, кои што тој ги понижи. Се доведуваат во прашање, стануваат дискутабилни според нив некои работи кои што воопшто не треба да бидат дискутабилни. Тие точно знаат, извинете, тие Љубиша точно знаат дека вратите на партијата се отворени, дека биле на разговори, дека се разговарало, дека се понудени функции и дека никогаш не наговестиле дека нешто има некое незадоволство. Тајмингот сега јас удостоив на сите прашања кои што ги постави легитимно и со секако и со она што вие го забележувате. Одат до таму да кажам, еве, како се викаше настанот? Единината, дискусии за еднината за Македонија. Имавме ли од учесници таму кога излегува, кој рекоа се зборуваше за се, само не за еднината на Македонија? Ние се располагаме, Богдан, со две вистини. Вашата и тоа што тие, другите да ги наречеме, го говорат и се жалат на нешто во партијата, на реформи. Не се жалат на изборот и на председателствувањето на Филипче, барем нејавно, туку за недостиг на реформи за кои што укажувале. Ние ќе разговараме со нив. Можеби е најдобро сега во време, невреме да се соочите, ние да можеме да имаме јасна представа кој на што се жали, ќе ги знаеме и тие луѓе, не се од вчера, имаме забелешки за нивната работа и сме имале како медиуми во текот на изминатиот период на кога СДСМ бил и владење и владеачка и опозицијска партија. Сега располагаме со такви обвинувања. Но реакциите, без разлика какви се биле нивните, СДСМ е столбот. Сегашната структура на власт е таа мајката на партијата, која што треба овие одметнати или избегани нејзини чеда да ги привлече назад. Да ви кажам се. Нека не се. Да. Значи, не можете со иста мерка да враќате, да им вратите, да ги оттурнувате, бидејќи црвот на совнеж веќе е внесен. Вие самите создавате чувство во јавноста дека тие луѓе можеби се секакви, но зад нив стојат некакви семејства и гласачи. Ако и нив ги исчистите, ако утре се јават нови критичари на ова раководство и нив ќе ги исчистите, колку длабоко може да дојде СДСМ во расчистување со неистомислениците? Кој ќе остане во СДСМ? Прво не расчистуваме, А второ, сите имаат семејства и само можам да ви кажам дека ништо не е преку ноќ. Ништо од она што го гледа јавноста не е преку ноќ. Убаво е што зборуваме за овие работи, зашто кажувате дека впечатокот кај јавноста е не личи ова на СДСМ, ваквата реторика, ваквите напади, ваквото враќање. Ништо не е преку ноќ. Јас сакам да кажам дека истите за кои што зборуваме, едниот бил јас пак ќе кажам, вратите се отворени, треба да зборуваме и овој пат, овој настап не треба да биде сватен дека сме против. Ги слушниме идеите. Во ред. И внатре во партијата треба да се зборува за партијата и секако заедно, еве, да се бориме против ВМРО ДПМН. Вратите се отворени. Едниот од нив во 2024 година учествуваше во изработка на програма. Другиот беше шеф на штаб на изборна единица 1. Дали некој ги нападна? Дали некој им препиша на нив дека ради нив се е изборниот резултат? Добро, не, секој го ценил трудот. Кој беше лидер на партијата? Сега ние се сведуваме. Не беше вмешан лидерот во партијата во програмата, во изборот на луѓе? Сега вие кажувате. Сега вие наоѓате вина во некој што бил Ама ние кога имаше лидер на партијата. Лидерот на партијата не успеа да обезбеди тоа лидерот на партијата 2024 си отиде. За локалните избори говорим. Не, за зборувам за ја кажав кога учествуваа лицата кои што беше едниот беше шеф на изборниот. За локалните говориш? Не, за парламентарните избори.
А за локалните? Сега јас се го завршам само за ова добра, паке. Значи, никој воопшто не ги нападна. Значи шеф на изборен штаб во изборна единица 1. Не ги знаеме. И колку пратеници имаше сега? Кого нападна? Никој. Гледавме значи дека ситуацијата целокупно, трендот е таков, движењето беше такво, во ред, се соочивме со поразот, никој во никого не впери прст. Никој не направи, и ако сега имаме сериозна желба и она енергија и волја да ја обединиме опозицијата, како што кажа, да ја обединиме опозицијата, како? Без СДСМ, со фрагментирање, со поделби. Зарем ова сега велите ние правиме поделби, еве ние ги викаме. Нека дојдат. И? Па нека се разговара. И после зареме прв пат, зареме прв пат сега да замислиме ваква ситуација. Сега да ви кажам, дозволете само вака. Еве ги повикавте, ќе се вратат. Рекоа тие ќе не даваат изјави, не прават нова партија, се повлекуваат веројатно, не знам тоа зошто им требаше сето тоа ако е така. Кој ќе разговараат на тоа што го имаат како забелешка, ние ќе дознаеме за тоа или повторно ќе излезете вие или тие, ќе речат не разбра или ви ќе речете не, ние ги слушавме тие. Видите, без разлика колку да е тешко, искрено ве разбирам, без разлика значи колку да е тешко. Еве велат дека и едните и другите велат дека партијата треба да се врати на членството. Изборот демократски за лидер на партијата е најдемократски. Меѓутоа изборот на претставители на општински организации се уште не е најдемократски. Ги назначува председателот, така? Добро. Дали е тоа враќање на членството, дали сами бират? Не се гледа и пулсот. Дали е тоа дел од реформите? Не, треба тоа да преземете го тоа, значи имаме промена во општинските организации. Од каде таа перцепција? Ние сме постојано на терен, па јас сега да ви кажам колку километри сум поминала само јас во изминатиот период и сите други кои што се тука без разлика дали се на функција или не, секој кој што ужива некој авторитет е на терен. Значи, на терен сме се менуваат председателите на општинските организации. Имаме промена во повеќето општински организации. Овој процес и ние сакавме да оди побрзо. Па замислете кога сите на вистина би биле заедно. Колку побрзо секој одеше. Сега, јас сакам друго да прашам. Видете, ние имаме партија на власт која што нема подпредседатели. И никој не зборува за неа. И нема вакви дебати. Кој ќе имате доволно медиуми, ќе зборува. Ама од една страна, колку и да е тешко, сепак јас лично еве сум горда што имаме дебати и надвор и јавноста треба да ги знае. Да, затоа што ова се политички партии кои што ќе представуваат граѓани и кои што треба да работат за граѓаните. Кога опозицијски, кога како власт. И треба да се знаат работите. Но јас пак ќе го кажам тајмингот. Токму сега, кога ВМРО ДПМН по сите мерења почнува да ја губи довербата кај граѓаните. Токму кога знам со реконструкцијата на владата се покажа дека воопшто нема испорачено тоа што ВМРО ДПМН не очекувале токму од нив. И токму во период кога ВМРО ДПМН гледа дека со знам не може веќе да ја дели опозицијата. И токму сега ги слушаме овие критики кои што ајде временски да ги анализираме. Дали тоа што сега тие го кажуваат важеше и за пред 6 месеци? За кај нас, да. Пред 7, пред 8. Ама тие го бираат времето токму сега. Премногу случајности за да биде случајно. Јас сакам да сум грешка и затоа нека се зборува внатре. Немаме проблем внатре партиските работи да излегуваат надвор, ако не излезе некој да ги каже, ние нема да знаеме што е договорено таму. Нема проблем, нека дојдат, нека зборат здраво, пријатно. И што ако збориме? Што? Ако ништо не се смени, тоаш како ќе знаеме ние? Ако досега јавноста е информирана за све, ќе биде јавноста информирана и какви одлуки се донеле, како да се делува понатаму, како секогаш што прави. Зашто тврдо настапувам? Прашањето на опозиционерство, затоа и првото прашање беше тако, не е само ваше. Во оваа држава има граѓани кои што и не се членови, а сакаат нормална држава, сакаат поинаков начин на владење, така? Ако еднашка сте сгрешиле вие, сметам на знам, и знам биле луѓе кои што биле членови на СДСМ. Изразиле незадоволство од некое раководство во СДСМ. Формирале партија, без разлика дали били во право или не. Таа партија е сега дел од власта, одзема дел од гласачкото тело на СДСМ, не одзема од ВМРО ДПМН. Вие со ваквиот однос
ако не се измирите на било кој начин, бидејќи ваша врската да се помирите, тие може да решат да направат како што велите, втора знам. Вие можете да утре од Сабајле утре да ги обвинувате. Тие ќе формираат таа партија и ќе ви грабнат пак од СДСМ членството. И СДСМ така ќе се раскупусари да после не е битно кој е виновникот. Мора да внимавате, ако вие сте базата, вие ќе ги смирите. Ако имате капацитет на измирување, ќе одите ќе ги измирувате. Не сакам да споменам пример на Мицковски, кој што кога дое на власт исто така имаше проблеми, група која се противеше. Ги исклучи, но главниот водач на опозицијата беше градоначалникот на Кавадарци. Мицковски појде у Кавадарци да се смири со тој и му даде да остане градоначалник. Да. Така ги исклучи. Па добро. Значи мора да имаш да определиш кога ќе се смириш, кога ќе исклучуваш. Мора да најдете модус вивенди. Тоа ми е моја препорака како граѓанин, не како член или не член. Јас кажувам дека прво еве како Вашиот вокабулар беше страутен, како не знам па така ВМРО не ги обвинила. Да не зборам за Педжа или за не знам некои други луѓе кои што цел живот го посветиле на СДСМ. И се најнаш го каже лош збор, па може имате сега вие список и за мене соопштение за мојот однос кон СДСМ. Не се согласувам. Не, нема да ги сплашите сигурно. Не се согласувам до толку затоа што можеби Хочете малку? Кога вака тој е се во ред. Но една работа ние не тука ја испуштаме. Ние сите зборуваме кога излегуваме и надвор да критикуваме партија од која што доаѓаме, од која што припаѓаме, и како што вие кажавте, кога е опозицијска партија, таа е партија на граѓаните, веќе на сите граѓани кои што чувствуваат незадоволство од актуелна власт и сакаат да биде таа силна партија. Ние тука го исклучуваме моментот дека сите кажуваме дека ја сакаме, ама би направиле нова партија. Од љубов. Зарем Максим Димитриевски од љубов ја направи? Максим Димитриевски со првите негови настапи после СДСМ, после излегувањето од СДСМ покажа дека никогаш ниту ја делил идеологијата на СДСМ. Затоа што понекогаш некој ќе залута во партија мислејќи дека нешто ќе добие. Тој е организам кој што се сака и во кој што се верува и не е секогаш лесно да се избориш вистината, да излезе на крај, да победи, да излезе на виделина и да победи. Максим Димитриевски се сеќавате ли дека зборуваше дека градиме, дека правиме голема Албанија со коридорот 8. А при тоа е во влада која што го продолжува тој проект. Тоа го кажуваше Максим. Па тоа не личи на човек кој што дели социјал, во која и да сака да отиде партија. Тој не може да размислува така. А тој токму тоа го покажа. Сега после гледаме поддршката за Вучич во Куманово. Голем дел, извинете, од таму покажа дека токму никогаш не припаѓале во СДСМ. Ама тоа вие немате, дека бил интересот да бидам кандидат за градоначалник што секој ќе разделе што е тоа СДСМ. Ама како се знае? Па да, ма добро сега, вие немате. Чекај, дали социјалдемократијата подразбира заштита на малцински права? Па кој ја подразбира? Како? Сите граѓани ја разбираат и платформата на СДСМ? Ама јас ја прочитале? Не, јас зборувам за тие кои што Љубиша, зборуваме за луѓето кои што свесно биле во СДСМ, кои што свесно излегуваат да критикуваат, кои што свесно направиле партии. Од интерес, затоа што не може, ајде повелете. Не може секој што излегува, па тоа е судбина на секоја партија. Зошто не се случува тоа со ВМРО ДПМН? Зошто сите се незадоволни од Мицковски, уште стануваат за враќање на Груевски, ама не гласаат за СДС? Зошто вашите членови не гласаат за вас на изборите? Не ја познаваат платформата на СДСМ? Не владеевте добро? Не бевте во право во текот на владењето? Сега за друго зборуваме, јас имам за тоа мислење токму околу тоа. Јас зборувате ВМРО, зошто ВМРО така, зошто СДСМ така. ВМРО гради политики и наративи кои што на луѓето не им кажуваат што да сакаат. Им кажуваат што да не сакаат. Односно, подиректно да бидам, што да мразат. Им кажуваат, овие се предавници, немој да ги сакате. Овие го сменија името, ние ќе го вратиме. Овие бугарите ќе ги внесат во уставот и сите ќе станеме бугари, ќе ни исчезне и јазикот и националноста и се, немој да ги сакате. Значи, омраза и страф.
Токму затоа, СДСМ да, имаше политики кои што беа погрешни, не може да кажеме дека сме биле безгрешни, но не беа казнети тие политики, беа наградени лагите и наративот кој што го и лажните ветувања кои што ги ширеше ВМРО ДПМН. Тоа е секако ние да излегуваме и да кажуваме што да, видовме дека јавноста реагира на тоа, ги боли. Каде е враќањето на името? Рече кога ќе каже Северна Македонија дека ќе си оди од премиер, дека ќе ја напушти функцијата, не го прави тоа. Каде е издействувањето на подобар договор билатерален со Бугарија? Каде е нова преговарачка рамка? Тоа луѓето, значи, тоа го препознаваат. Затоа не можам да речам дека СДСМ луѓето не ја предпознале нашата платформа. Таа беше јасна, само што некој сакаше да каже дека со тоа што го прави СДСМ ние од утре кога ќе се разбудиме ќе бидеме бугари и ќе продадат се што е македонско. Сетете се на последните митинзи за парламентарните избори кои што ги праве и од едната страна и од другата страна. Се довикува едните со едното нивно знаме, другите со македонското знаме, да се надпреваруваат кој е поголем патриот. Чисто да го докажете ова. И мора за тоа да бидеме јасни, мора да бидеме чисти, ретко да бидеме и искрени. Ретко кој ќе застане доколку не се подели програмата од човек на човек, доколку не се оди на терен, ретко кој ќе застане да прочита се и врз основа на тоа да гласа. Ете, рековте интерес. Голем број граѓани се приврзаници или членови на партија од интерес. Тоа не е толку, како да кажем, за да ги отепаш луѓето. Луѓето се такви какви што сме, сите ние. Некој повеќе, некој помалку, некој од љубов, од симпатија, некој што верува во социјалдемократија, некој па верува во европски идеи, во демохристијанство и така натаму, патриотизам, семејство. Тоа е легитимно. Сите очекуваат нешто за своето дете, за себе, за државата, генерално, мислејќи дека тоа е подобриот пат за државата. Вие имате задача да ги разуверите дека ова не е правилот, дека вашата платформа и идеологија е подобра, имајќи предвид дека не сте добиле поддршка на некои изминати избори со таа платформа, но за ова, за што говорите сега, вам не ви треба само пресконференции, булдожер ви треба. Ви треба една организација што ВМРО ДПМН ја има. Вие ја немате таквата организација. Немате, тоа е машинерија. Немате машинерија за работа, немате видливост на секој чекор каде што велите дека има киксови. Локално патишта, улици, ѓубре. Ви имате пресконференции кои што тешко допираат до граѓанството. Ви кажувам како новинар, не како ја живеам во Радишин и ностоп говорам дека таму има многу ѓубре. Вие не видов да застанете пред ѓубрето секаде каде што го има па да говорите ево дека не се чисти. Вие од канцеларија држите пресконференции. Филипче само на интервју кажува. Не е доволно, мислам, според мене. Затоа други членови ваши излегуваат и покажуваат незадоволство. Може би некој не знае да артикулира зошто не е задоволен, но смета дека треба повеќе да се направи. Групата за која што зборуваме, односно луѓето за кои што зборуваме, не тешко е да се верува дека не можат да артикулираат од што не се задоволни. Така да еве и јас исто кога слушав и кога го внимателно ги слушав, јас не можам да сватам од што точно не се задоволни. Немаме забелешки за нив, ги нема со години кога сме ги барале, доаѓале Кадровската сега кога зборуваме. Ништо и сега најде се појави, а мене ми е јасно. Да, околу Кадровската, ево сега што зборуваме луѓе да излегува. Еве да ги видиме, јас сакам малце затоа што еве се заборава и се надевам дека забрзо оваа тема ќе заврши. И не дека да се забрани на медиумите да зборуваат, за тоа треба да се зборува, но дека пак ќе биде фокусот на ВМРО ДПМН. Видете па реконструкцијата на влада ако зборуваме за каков кадар, кој со каков кадар располага. И сега јас да видам дека кај на слабот, гледате, имате вие фонд за здравство кој што еве последниот што е со Фостер лекот, мислам урнисан целосно фондот за здравство, награден со министер за здравство. Директорот. Шумарство не се знае што се случува. Мислам секому му посакувам здравје. Гледавме дали беше театар, дали беше вистина. Видете реконструкцијата на влада и да видиме дали тоа е за мене уште позагрежувачко. Тие сепак ја водат државата. Тие сепак одлучуваат за судбината на граѓаните.
Тие се тие кои што ќе кажат на која страна ќе оди државата и колку ќе добијат од земјоделците. Дали граѓаните ќе имаат бесплатен лек како замена за фостер што им се ветува, го нема во аптеките, а при тоа во меѓувреме 1080 денари друг лек ставија на листа. Многу скап лек. Ама не е достапен. Го ставија. Да, ма не е достапен во аптеките. Па го нема, А и од 300 денари до 1080 денари. 780 денари плюс треба да одвојат луѓето за да можат да живеат нормално. Тоа е тоа. Ама видите, тоа е секој деневието со кој што живеат граѓаните. Кога се во маркет, тие сега слушаат, како кажува Мицкоски, еве сега уште овај месец ние правиме анализа, лично јас ја водам операцијата. Не сум го видела искрено во повеќе маркети, одам вака низ Скопје, не сум го видела во некој маркет зашто вели дека лично оди. И дека лично го работи тоа. Кога ќе се измери тоа маржата, разликата за она што ги интересира граѓаните, кога ќе заврши тоа за да им каже да од утре толку и толку ќе бидат поевтин лебот, поевтино шеќерот, маслото и останато. Ние имаме тотално луѓе кои што се одлепени не знаат ниту колку учинени синдикална кошничка на емисии покажуваат незнање и ние зборуваме за опозицијата. Ако треба да се зборува за опозицијата и добро и драго ми е што емисијата кај вас е токму после одлуките на извршен одбор. И јас сакам уште еднаш за тоа да напоменам. Отворени се вратите, сите се повикани на дебата. Сите се повикани на дискусија. Ние имавме конгрес на кој што има делегати, сите учествуваа во групи за да се прави програмата. Секој од својата општинска организација или од тој регион да ги донесе сите работи за кои што сметаат граѓаните дека треба да ги има. Значи беше тоа работен конгрес кој што беше успешен. Секој можеше да дојде. Секој можеше да дојде. И секој може да зборува. Ја пак ќе повторам. И секој може да зборува, добро, да. Проблемот е од тоа што ќе биде кажано на конгрес како забелешка, како извештај да се примени, не да остане да, може да говориш ти, после говорењето... Не, апсолутно не. Значи, ако навистина нема реформи за кои што говорат, па ќе ве викнеме. А вие ако ги акцептирате повторно назад овие луѓе, па дајте им задача, тие да настапуваат во медиуми и да ја напаѓаат владата. Еве мој личен предлог, како Шема и компанија можат да придонесат за СДСМ. Добро. Може така? Добро. Богдан Кузевска, член на извршниот одбор, разговаравме малку за СДСМ и малку и за начинот на владење на оваа влада, но ќе ве поканам повеќе за критики кон оваа власт. Тоа беше заради извршниот одбор и заради полемиките што ги имате во јавниот дискус. И немојте по новинарите да ударате и медиумите. Немате вие медиуми, немајте таква... Ние ја разоткривме урбановата мрежа, сега да бидеме искрени. Значи, текот на парите како оди, кој каде е поставен, никогаш нема навреда кон новинар. Јас љубише доаѓам од таму. Не би дозволила и не би се согласила со напад кон новинар. Но, уредувачка политика, во која што и јас на времето сум била сведок како може да действува, како може да влијае и како всушност се прави. Добро, Тоа треба да се посочи дека не е фер. Во извештај ни го има на Европската комисија. И сите беа орудие на Груевски, така ли беше? Така беше. Еве ја да ги обвинам. Каде сега трча премиерот да дава најмногу изјави? Вака сега секој има како? Ама има ли промени? Ама има ли стварно на здрави нозе Да, постава? и одлично. Дали има промени? И тоа е за поздравување. Добро. Тоа е за поздравување. Ама има ли други кои што се баш сосема спротивност од тие сега? Има право и секаде во свет демократскиот свет е така. Токму тоа го. Алфа не беше на ВМРО, беше на СДСМ. Ама зборуваме за професионално новинарство, застануваш пред куќа и велиш еве куќата каде што живее, тоа е таа воопшто не е негова. Ама оставете на тоа ЗНМ да се занимава, не можете вие да се борите со медиумите. Знаеш, ти си била новинарка. Добро, да, треба да се посочи, но правите треба да се непријатели, посочи. тоа сакам да кажам. Со новинарите, медиумите мои. А тие од старт одбрале да бидат непријатели, тие не ни се пријатели секако. Мислам, им кажале да не ни бидат пријатели во ред. Во ред. Богдан Кузевска, портпарол и член на извршниот одбор на СДСМ.